Екипата на Иден ТВ е во болницата 8 септември. Пред малку добивме информации дека 29 од повредените во синотишната сообраќајна несреќа Тетово Скопје се сместени во 8 септември, 6 се во клиничката болница, 2 во Тетовската болница. Како што рече и ти, 7 од нив се во критична состојба, 4 се сместени во 8 септември, а 3 на ургентниот центар. Овде со мене гостин е хирургот Байрами. Значи, тој беше шефот на тимот кој прв излезе во пресред на сите оние повредени кои тука беа донесени. Добар ден. Добар ден. Како имавте тешка ноќ? Како се организиравте? Одеднаш многу повредени. Бурна ноќ имавме синоќа. После 4 часот од дежурна служба бевме информирани од брза помош дека при излегување од Скопје имаме сообраќајка несреќа и веднаш беше известен целиот тим и шефот на оделот, на сите одели. За кратко време ние бевме организирани во ургентен центар. Скоро за неколку минути да кажам дека 90% од персоналот беше во болницата. Веќе после така околу 5, не можам сега да сетам, после 24 часа тука работа, почнав да ги примем во ургентен центар тешки повредени, политрауми, над 30 повредени. Значи заедно 30 минути или сат време може да кажеме дека таа бројка веќе беше донесена во ургентен центар. Сите беа примени, сместени, почнала со диагностирање, со испитување, дополнителни испитување. Во така полноќ веќе имавме една интервенција спленектомија, внатрешно крвање на една млада особа. Крвањето е стопирано, пациентката сега е релативно добра. Имаме 4 во интензивно лекување што се тешки повредени, другите се во оделите на хирургија, така да ова ноќ не може да се заборави. Да. Колку операции направивте? Дали има уште потреба? Значи, имавме неколку интервенции хируршки. Едната е од таа е спленектомија, бидејќи требаше и неколку торакални дренажи. Еден веќе е испратен во торакална хирургија. Беа повикани специјалисти, субспецијалисти и од другите клинички центри. Беа на тријажа, сосема беше под контрола и ние некогаш не можеме да го предвидиме како може за кратко време толку брзо да се организира. Рековме дека 7 се во критична состојба. 4 се кај нас на интензивно лекување, другите се во клинички центар. Сега се на обсервација, на дополнително испитување и ќе видиме сега со времето како. Докторе, им посакувам брзо заклепнување. Исто јас му посакувам што побрзо да оздравуваат. Тоа. Ви благодарам на разговорот. Пред час и половина овде во војната болница беа министерот за здравство Венко Филипче, премиерот Зоран Заев и заедно со директорот на болницата Костов ги посетија повредените. Премиерот Зоран Заев рече дека сите оние истражни действија се во тек и се очекува утре или заутре да ги има и првичните резултати за оваа тешка сообраќајна несреќа. Но сепак да слушнеме што кажа министерот Филипче и премиерот Зоран Заев. Сакам да искористам приликата да се заблагодарам од името на владата до солидарност и хуманоста на нашите сограѓани од селото кои што претрчаа во првиот момент и буквално покажаа човечност, големина, дека се уште има луѓе и навистина нивната помош веројатно за голем дел од луѓето било и од пресудно значење. Вчера истрагата почна, с информациите ги знам од министерот за внатрешни работи под раководство на надлежен јавен обвинител, заедно со полициските служби, беше направен увидот на лице место со сите техникали поврзани околу тоа. Возачот беше во свесна состојба, уште вчера се направени разговорите со него, веројатно заради начинот на пристап во истрагата, оставено приспивање, пак ќе продолжат разговорите.
Предпоставам дека возачот е лицето кое што може да даде сериозни информации, но и самите повредени. Од кога ќе помине првиот бран на главниот аспект, тоа е грижата за здравјето на сите, веројатно истрагата продолжува, штом ќе ги соопштат, штом ќе ги заокружат сите неопходни информации, ќе ги споделат со јавноста. Во овој момент во болницата 8 септември има 4 пациенти кои што се во одделот за интензивна нега и се во критична состојба, и уште дополнителни тројца пациенти во клиничкиот центар кои што се во одделот за интензивна нега, во кои што у текот на ноќта се изврши хируршка интервенција и тие се утрово во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи лекувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Ноќеска се оперирани тројца пациенти на скопските клиники и една пациентка тука во 8 септември. Во овој момент овде во болницата 8 септември се лекуваат 29 пациенти, во клиничкиот центар на 6 пациенти и 20 пациенти се во Тетовската болница. Да, инаку овде веќе 2 часа се роднините, мајки, татковци, браќа, сестри, пријатели кои чекаат и се качија веќе да ги посетат своите најблиски кои беа тешко или пак полесно повредени во оваа сообраќајна несреќа. Ние еден од родителите снимивме, тоа е родителот на Азир Сефули, кој има 19 години и кој се враќал во својот дом од Скопје за гостивар откако нели завршил со својот студентски ден, затоа што синот Азир има само 19 години и тоа е прва година на архитектура. Да го слушнеме овде родителот на Азир. Нема скршени се тие работи, али е добро, ама уште не сум го гледал. Во Скопје учел работа? Студент е, прва година архитектура. Како разбравте за несреќа? Јас бев на работа, кога ми јавија близок пријател него и тогаш јас дојдов, не дојдов со моја кола, туку кај тој што работев, тој ме придружи до овдека. Да, имаме снимано уште неколку родители со насолзени очи раскажуваат за судбината на своите најблиски. За сега толку од болницата 8 септември.